Ке се слушне ли училишниот звон во септември? Ке бидат ли безбедни децата и колку време ќе можат да издржат со маски и на дистанца за да се одржи училишниот час, останува енигма. Нашата екипа беше на терен и ги прашавме граѓаните кое е нивното мислење за учениците да тргнат на училиште. Тие велат дека наставата во училница е незаменлива и дека е подобро од 1 септември тие да седнат во училишните клупи. Децата може на градинка, ако нема кој да ги гледа, и после и школската година да почне, ќе нема учен кадар, ќе нема кој да се подпише, ќе нема ученици, ќе нема годините така помина, и таа година така помина, значи ќе нема човек да се барам ако не повеќе по 15-20 минути да се одржават по некој час, да има колку да децата да имат малку успех. Големите, маленки деца може да одат на школа, и градинки да почнат, кој не може да ги гледа деца мајките, кој не може и тоа. Мислам дека е безбедно и подобро децата да одат во училиште отколку во паркови, во игралишта, они без тоа се собират по 30, по 50, по 100 деца, а во училиште се по 20-25. Добро, убаво деца да одат на школа, не любов си за деца тоа, ама за ситуацијата како ќе не знам. Има некој што треба да вода грижа. Ако подобро за деца, нели? Многу време изгубија настава друго дома, друго на часове. Со деца, знаеш како е. Тоа е моето мислење, убаво децата се на школа, ама ќе видиме. Ако стабилизира работа, би требало децата да се одат редовно, како што се ода порано. Дома и нервозници и се, знаеш како. А така со друштво, со другари, ќе се учат и ќе се дружат. До 10 август ќе има конечна одлука како ќе започне и како ќе се реализира новата учебна година, информираат од Министерството за образование, со тоа што ќе мора да се почитуваат мерките и протоколите за заштита од COVID-19.